Поштовани, добар ден и во емисијата Очи во очи на телевизија 24, која како тематскиот е на некој начин продолжување на темата околу транспарентноста на институциите, но сега во една друга насока, функционалноста на институциите. А повод за тоа е всушност неодамнешното двојно убиство, кое всушност ете го уште повеќе активира оној силен аларм кој постојано подолго време е вклучен околу или во врска со бранот насилства. Гледам се провлекува директно фемицид и слично. Во темата е бран на насилство и жртви на семејно насилство, затоа што во случајот на двојното убиство, инаку фемицид е злосторство, насилство врз жените, а во овој случај имаме и убиство на нејзиниот татко. Со други зборови, мислам дека е побитно, а тоа се обидуваме постојано го направиме, да ги лоцираме причините, не последиците или не да ги расчленуваме работите. Насилство е насилство, злосторство е злосторство, а за жал ние имаме и од едното и од другото. Односно, воопштено злосторство. Не се бира кој е што е, или со други зборови се едно. Еве и нека е фемицид, но ајде да размислуваме уште пошироко. Насилството воопшто, не само жените. Има ли насилство врз децата, има ли насилство врз мажите, врз животните и така натаму, како една психолошка состојба, впрочем, на тие кои прават насилство или злосторство во случајот. А второ, токму реакцијата на институциите. Значи, тој бран насилства кои речиси секојдневно ни се случуваат во земјата, а еве повремено и за жал многу често, па и еднаше пречесто, завршуваат со смртни последици, а камоли што доста често. И тука имаме фемициди и слично. Дополнително се провлекуваат низ тие казнени постапки на соодветните институции и доаѓаме до тоа прашање околу нефункционалноста на институциите, кога станува збор за соодветна реакција по пријавување на насилство, веќе инаку јасно дека за она што е адхок, инцидентно и така натаму, како барем во превентивна смисла не може да се делува. Но ако на тоа се надобрзе токму и извештајот на Државниот завод за ревизија, дека и тоа сега од крајот на август 25-та, дека системот за заштита на жртвите на насилство не е доволно развиен, не обезбедува соодветна и ефективна поддршка, и дека бројките токму во врска со семејно насилство покажуваат загрижувачки континуитет без подобрување на состојбата. Во секој случај, ете, сето ова ја налага потребата од, како и многуте работи, сите работи за кои зборуваме, и кои се поврзани со институциите, правосудство, тоа е утврдување на поединечна, индивидуална, но и институционална одговорност. И сега, како резултат на тоа, или политизација, или што и да е, затоа во темата се обидов и мислам дека успешно не е ставено ништо што би асоцирало на политизација, но мора да се спомне дека утре веќе и се подготвува и протест пред МВР, блокада пред парк Жена Борец во Скопје, под слоганот "Ниту една повеќе". А причина е, како што се вели, колективниот крах на системот, игнорантскиот однос на надлежните, полицијата, обвинителството, судовите, кои дозволуваат да се случува континуирано насилство врз жени, што доведува до фемициди покрај пријавување и повици за помош и заштита. И сега, ако беше ставено дури и само ова како тема, се подготвува протест, веќе и тоа на некој начин може да биде и политизирање. Како што за време на оној, не знам, предизборен молк или што знам, ако кажете и здраво, па веќе дали сте, може би, некого, дали сте го прекршиле тоа. Така да, за жал, околностите кај нас се толку исполаризирани да, впрочем, веќе е прашање и дали само ако зборувате за тие проблеми во општеството, веќе може да ве прогласат за
тоа дека ги политизирате работите, исто како што и ако не зборувате. Аха, вие молчите, значи ви одобрувате тоа што правате и на страната сте на некои. А ако зборувате, да, на страната сте на, не знам, исто така некои други. Но како и да е, зборувањето, дискусијата е нашата алатка и впрочем алатка која би требала да биде во секое општество, а зборуваме токму за насилството. И решавање на проблемите со диалог, односно како ете институциите да се справат и дали се справуваат соодветно, токму со она што преку агресија завршува еве и со трагични последици. 6091 924 925 се телефонските броеви. Еве, почнуваме со првиот гледач. Повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас, повелете, да. Фала на поздравот, и јас да те поздравам тебе и поздравам вашите гледачи. Повелете. Јас сум блиску до во овој случај до општина Чашка, меѓутоа повеќе време минувам во градот Велес, кај ќе одам ваму, идам на спиење и дила, знаеш што е и дила, мирен селски живот, така да повеќе денови сум таму Велес, меѓутоа ќе кажам нешто и за тоа. Само да кажам дека оваа влада мисли секогаш кој ќе излезе народ дека ете против владата е тоа, а причини секако има, значи за да кој ќе испадат на протести. Протестите се доказ дека нешто не е во ред и затоа се организираат. Сега одмah владата ќе рече дека е против нас се протестите, а ние работиме, другите се глодари и тој збор сакам да ми го кажеш појасно, некрофилија, а јас го најдов нешто меѓу дали е тоа така, сега нема да зборувам, ќе кажам нешто за оваа случај во Верес. Видите, ова се долго време се тера, и тоа 70 имало пријави до Министерството за внатрешни работи и Самара Велес. И сега тоа да остане вака да се случи, бидејќи Паров не бил во добри односи, а господин од Скопје што доаѓал со бркчиња беше како мене поголеми, доаѓал ја сакал господјата и таму она не го сакала и таму она меѓувреме си имала и дечко, ќе кажам, значи лично како што знам од докази од комши. Земен автомобилот изгорен од него и тоа пријавено сето, меѓутоа полицијата оставила на милост и немилост да тече состојбава и да дојде до ситуација во која дојде 3 жртви. Ајде едниот си ја решил бидејќи убил двајца, тој што си го направил тоа, направил добро дело бидејќи после што ќе му е живот. Меѓутоа, за да не дојде до тоа, јас апелирам до Министерството на многу има вработени, дека ги преземат мерките, превентивни мерки да се земат да не се случуваат вакви. Благодарам ве, поздравувам, па ете во таа смисла спомнавте и вие токму однесувањето и на крајот од краиштата еве тој набој негативен кој тлее и во емисијата во тек беше спомнато. Односно мора да се направи разлика и да се лоцира одговорности за она што се кажува, особено ако се сериозни индици. Па беше зборувано ете и во спомнато околу коментарот за ете дали некој давал совети за убиство и слично. Меѓутоа ете токму пак по однос на таа политизација, вчерашните настани во врска со трагедијата во Кочани беа проследени и со објавување на фотографии по социјалните мрежи на премиерот, министерот за внатрешни и на директорот за јавна безбедност и ВМРО ДПМН утринава видов реакцијата, таа нивна, како што велат тие, најостра осуда, за тој срамен, злонамерен, монструозен обид за политичка злоупотреба, велат и така натаму, и велат остануваат посветени на демократијата, диалогот и решавањето на проблемите на граѓаните преку одговорни политики. И реков, еве, одлично, прекрасен, или барем како што би требало, онака полемички, на дистанца, коректно соопштение, но веднаш потоа, подоцна, се појави соопштение друго во кое се даваат директно диагнози и се поставува прашањето тогаш на вистина кој што прави или превзема нешто. Затоа велам ова, ако веќе зборуваме за убиства и слично. И сега токму ВМРО вели сега дека за ВМРО ДПМН е јасно
дека за тие обиди, коментарот е за фотографиите, стојат структури блиски до Филипче, неговите инсталации и така натаму, значи јасно е и она што го дискутиравме во емисијата во ТЕК. Дека е неопходно повикување на извори, на аргументи, sejedno. Макар и она што Мицковски го вели за центрите на моќ. Да, ме известија службите. Добивме информации од служби и така натаму дека стои Филипче. Тука е јасно, пошто е јасно, да речеме, нема ништо. Кои со години ја злоупотребуваат политиката, велат. И понатаму сето тоа ескалира во тоа дека сега исто очигледно, а од што е очигледно, исто како јасно. СДСМ и структурите блиски до нив посакуваат убиство на премиер, на министер за внатрешни работи и директор за јавна безбедност. Значи сега е и тоа дека СДСМ посакува убиство на премиер и тоа е очигледно. И воедно го повикуваат јавното обвинителство веднаш да постапи да ги пронајде овие некрофили. Исто, значи, диагноза, а се знае дека се некрофили. Не вели така наречени и така натаму. Туку исто, овие некрофили. Овие криминалци и sejedno. И сега тука имаме повеќекратно поставени патолошки диагнози кои излегуваат од законските рамки. Значи, некрофил кој сквернави гробови за сексуално да општи со покојните е состојба која директно законски е недозволена, односно треба веднаш да реагираат институциите и тука не се вели да се провери, туку овие да се пронајдат некрофилите. Ако има некрофили, апсолутно не да треба да се мора да се пронајдат, да се стават во институции. При тоа не е ова затвор само, треба лекување. Некрофил е сериозна патолошка состојба. А дополнително за затвор и така натаму, но комбинација и затвор и психијатрија е и доколку се посакува убиство. Не е нормална состојба во секој случај. Понормална е состојба терористи така натаму, има некакви цели. Но ова посакува, значи тоа сака, има желба. И сега имаме, значи, соопштение на партија која директно вели дека е јасно и очигледно кој стои и дека посакува убиство и дека се некрофили. Сега тоа е вела мона што па ете утре најавен протестот, тоа е сега другата страна. Има ли тука политиката исто така место, па бараат оставка од министерството, од министерот за внатрешниот, премиерот и така натаму. И имаме во секој случај, значи, една силна поларизација со една реторика која воопшто не оди во насока на смирување, особено велам како утринскава што ја прочитав и навистина беше прекрасна, која помеѓу другото вели ете водиме одговорна политика, не преку ширење на омраза и лаги и слично. За потоа сето тоа претходно да еве со ова некако се неутрализира. Работата е токму во тоа што, значи, наместо диалог се има поларизација, се има навреда, се има квалификација, се има диагноза, се поставува. Сето тоа ескалира до бесот ескалира во агресија, агресијата резултира со како каде. Анархија по улици или караница дома. Може сопругот и сопругата, партнерите, sejedno нема врска да се со различни стојалишта. А утре ќе протестира некој таму, другиот ќе биде против партнерот. И сето тоа на вака исполаризирано ќе, не дај Боже, заврши со некое насилство или злосторство. Ево таа насока, значи, дали таа подршка на институциите е таква каква што треба да биде, да е во насока на смирување, на катализатор, а не подпалувач. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Па види, случајот што го спомнувате тој Велешкиот, нели, таткото, керката и тој сам, а тој бојфрендот, дечкото кај бил? Нели он бил присутен таму на местото на настанот или избегал? Не, па после се убил, но добро, sejedno, ете и предходно, неодамна имавме во Штип исто убиство, се сеќавате. Таа дошла со дечкото кај татко и. Со другиот дечко. Добро. Па тој каде е? А не знам, немам детали, еве... Нели,
го утепал татко и па ја чекал не за да Да, па да, не за утепо е овој третиот бегунац или кој знае што се десило, не е битно. Значи, добро, Добро, ја за жртвите ете како таа црна статистика сега. Имаме бегунац тука у ситуацијава кој од каде и може и очевидец. Да. Не е битно, ајде да не се замараме сега околу тоа. Значи, имаше исто случај со една велешанка, па мислам дека она го утепа тој насилникот превентивно. Така, па велам и пред 2 недели во Штип имаше исто. И овие се киднапираа, нели, тие двете женски љубовџики двете. Не е битно, значи, пази, тие фемициди, тие некрофили и такви работи, кој сака да научи, ќе прочита, ќе дознае, ќе види што се тие работи, што значат у нашиот јазик. Но добро, не само што значат, туку подлежат на законска одговорност, не може слободно да шетаат. Не, нормална работа, него сакав да кажам... Или во затвор, или во институција да се, да. 20 секунди сакав да кажам... Дајте на гледачот одзема време, да, повелете. Во собрание имаше една противничка од левица која 2 пати поднесуваше. Имате време да искажете се. Полицијата по службена дејност при таква пријава да ја гони работата на суд, а не да чекат жртвата сама да покрене тужба, а пусти страф нема да го направи тоа. Ајде, поздрав. Благодарам, ве поздравувам. Повелете кој е следен. Добар ден. Почитан водител Диме, добар ден. Добар ден, повелете, ве поздравувам. Мене синека чувството, душата и срцето ме повика и ми ги понесува носете да идам во центар на градот. Аха. Јас синека како Диме видов една незванична институција што сум посебно горд. И ми е драго што имаме ние таква младеж, интелектуалци во прав смисол на зборот, демократи и цивилизација. Све беше на едно ниво, све беше во знак на нашите ангели, све беше во знак на добрата надеж и све беше во знак на доброто за човекот. Почитувам водителу, вие спомнавте, меѓу другото, реториката на првенецот на владата, шпиц играчот. Ја лично не се чудам од неговата реторика. Што не нарече? Ајде да не повторам. Повторувам глодари и ставарци така. И што е сега чуденка во мене, не ми е јасно. Некрофили, па он тој збор од кого го употребува? Па вие дадовте пред 2 месеца, лично вие дадовте објаснување што значи тој збор. Од вас прв пат слушнав. Дали ме разбирате? И што е сега чуденкава? Овде ка Скопје бидна Аушвиц, гасни комори, ваму таму да, сега стрелачки водови, тепачки убиства, пиштоли, ножеви, таму си степале Штип Веро. Кај сме, почитам водител? И брадестиот полицаец има сурат да дава некој расуди и осуди за се това. Страм. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете кој ни е следен. Добар ден. Исо, здраво. Здраво, повелете, ве слушам. Па Исо, некои чудни работи се случуваат у Македонија. Која власт да дојде не е добра за народот. Види се, Европската Унија работи на 100.000 граѓани 300 полицајци. Не имаме на 100.000 граѓани 600 полицајци. 600 и нешто полицајци. Так. Се партиски примена. Било од ДУИ, било од СДС, било од ВМРО. Се напикани партиски. И државава пак не ни е била. Гледаме дека више појде на анархија више. Политичариве сите можности ги користат. Чак имаме и купен медиум, очигледно купен медиум. И ова исо до никаде не доаѓа, не иде. Сега па читав од 18 до 28 години нити учи, нити работи од толку што се разочарани луѓето. Младите поготово. Чека да искочи од држава.
Па, више државава нема смисла и да постои. Дојдовме до 1 вработен, 1,57 вработени да издржува еден пензионер. А сите знаеме дека под двајца, ако се симне на една држава, више тотално е нефункционална. А ние ептен се симнав. Го гледаме премиерот, се фали за економија, се фали за странски инвестиции, се фали за туризам, со што е све лага. Све лага е. Абе, до толку ли не знам. Немаме истражувачко новинарство, немаме сериозни медиуми и тоа е пропаст на Македонија. Благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни следен. Добар ден. Ало, Да, повелете, се слушаме. поштовање господин Исто Исо. така, повелете, поздрав до вас. Поздрав до вашите гледачи и слушатели, Благодарам. до вашата екипа. Сега и во тој сегмент ли да правиме муавети да кажуваме колку ни е јака државата и слава. Па тие институции требале да заштитат госпожата покојната, нека почива во мир. Штета, жалосно. Таа неколку пати се жалела. Имат право тие невладени, што викаат, цело раководство од институции, од МВР, од тие социјални служби во веле све да се сменат. Па кај биле до сега? Што да збориме, што да кажуваме, џабе ни е све. Јас сум рекол, ова државата во сите сегменти ни е катастрофа. Чаре не гледам, затоа млади ќе ни бегаат. Затоа, не де Боже, уште такви случаи ќе има. Како пред месец-два случајот во кај беше во Штипли, тој дал таму Свети Николе Штип. До кога вака? Затоа тие службите дали незадоволни од платите или гледат само денот да им помини. Што мој гајле, или полицијата имала страф од тој, го гледаме како и тетовиран, нека не ме разберат тие што имаат тетоважи, насилнички делови, како ли, застрашувачки се плашеле ли. Абре, во демократски земји за 24 часа решава тој случај, бе. Ке бидеш моја или не те дава на друг ке туга. Абе, затвор нека скапи таму во Идризово, нека ора, нека копа во земјоделието кај што има зелки. Македонце, до кај стигнавме. Затоа и тој сегмент ни е катанга. Ајде да не ја спомнам, ке рече овој, која држава помош да побараме. Иначе уште долго години вакви проблеми ќе си имаме, не да... И благодарам, ве поздравувам. Ете, покојната жената, според некои медиуми, колку што успеав да дојдам до информации, повеќе пати барала заштита, пријавувала закани, насилство, кражби, дури и над 70 пати. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, дали се слушаме со некого. Добар ден. Дали имаме некого? Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете, се слушаме. Вака и сум. Кажете. Предно насилство. Каква е поддршката на институциите за жртвите на семејно насилство? Никаква. Исто како што никаква за кочани. И тука треба да се нацрта премиерот Мицкоски, кој што така многу лабаво зборува за некакви си странски, не знам какви хибридни закани, а не е свесен изгледа дека со неговите изјави си прави подривање во членството во НАТО. Знаете ли дека ние сме членка на НАТО? Секаква негова изјава за такви хибридни закани е анализирана од членките на НАТО. Ова ме наведува на заклучок дека тој сака да оддалечина од НАТО и дека сака да не приближи кон Орбанистан и кон Русланистан. И понатаму овиот што не викаат северџани, не знам како да ги наречам. Чачи. Да, така е.
Мислам дека во Србија така ги викаат чаци. Чаци, тоа е. Мислам дека многу лоша копија на Александар Вучич станува. Толку имам. Пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Јас еве како пристап мој и она што сметам дека е исправно е да се обидеме да постојано некако го држиме под контрола и афектот, односно да се држиме на патот на дијалози, аргументи и така натаму, а не подпаѓање на не знам кој како да се нарече, па ајде сега да размислуваме како да доскокнеме на некоја навредлива, простачка, каква и да е мисла, каква уште повеќе полоша да смислиме. Мислам дека не води никаде, води само кон влошување на состојбите, на односите, а кога тогаш, ако дојде време за нормализирање, во смисла ако остане нешто после тоа, како после војните, тоа што ќе остане, повторно ќе треба да седне да дискутира, да разговара и да ги поправа работите. Она што отишло и како време и како штета, воопшто да не се спомнува. Затоа мислам дека е токму клучен тој таа полемичка дистанца. Да се задржи, а не да се влегува во таа спирала на прифаќање на она што е намената на тие навреди. А тоа е да предизвика нервоза, па од нервозата бес, па од бесот агресија, а после од агресијата отиде се. Секако, кога ќе се дојде таа агресија, тогаш се распукуваат, се цепат работите, односно секој си води на своја страна. Веќе не е прашање на дијалог. Но кога имате дијалог, како или седно имате спортска игра, надпревар, имате приврзаници, навивачи на еден на друг тим и како и да е. Па е во спортски дух. А кога се преминува во агресија, тогаш е токму ете ова што се случува и ни светот, не само во соседството, за жал. Тоа исто така секој си ја определува страната, но се приклучува со таа агресија. Не за да влезе во разговор, па да даде совет помеѓу тој разговор, таа дебата на аргументи, па да даде свој придонес и своја тежина на страната кон која чувствува дека е во право. Туку, веќе кога преминало во агресија, тогаш јасно секој дава и свое. Кој со цигла, кој со шипка некоја и така натаму. И тоа се знае каде води. А потоа кога се ќе се слегне, велам, тие што останале, потоа треба да се соберат и ајде сега дај доста беше. Затоа велам, главниот момент е тоа е типичен пример како на што се вели за, не знам, недоразбирање или за тепачка и слично треба двајца. Па токму и тука треба најмалку две страни за навреди. Еве, кога никој не би одговарал, никоја друга, да речеме, кога стана збор за партиите, ни една друга партија не би одговарала на, да речеме, таков навредлив вокабулар на таа која навредува соопштение. Односно на тоа ниво. Токму и ВМРО во првото утринава соопштение и го осуди она, велам, тие фотографии на премиерот, министерот за внатрешни и директорот за јавна безбедност, таа фотомонтажа испрскани со црвена боја што символизира и слично, ја осуди и коментираше дека е тоа пад на сите етички граници. Тоа предизвикува сега навистина потреба да се дискутира, видете, ако ништо друго да се замисли човек. Чекајте да претерано ли е, стварно што е, како е, но во секој случај смирува. Во таа смисла, а кога обратно имате, не знам, повикување, овој сака да убие, јасно е, се радува на тоа, и слично, немате реакција на другите, самиот ќе ја смири реториката. Во спротивно, таа ќе расте само. И се влегува во таа спирала на зголемување, зајакнување, амплифицирање од
реторика во бесот, без во агресија и понатаму во таа агресија секој си зазима страна, но на агресивен начин. Затоа, велам, мора со пример секој и поединечно, но институционално и во рамки на оваа тема е и прашањето клучно да се утврди и поединечната, индивидуалната, но и колективна одговорност. Значи, еве, не е на крајот од краиштата хајка да се прави, да речеме, премиерот е поради двојното убиство одговорен. Повторно треба да се побара индивидуално, да се види центрите за социјална работа, пријавувано било над 70 пати, кој како реагирал, МВР, одговорни лица, началници и слично. Па до преку законот за семејно насилство и слично, неговата функционалност, неприменливост и така натаму, и да се дојде од индивидуална до колективна одговорност, за да се поправат работите. Повелете. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Добар ден, дали имаме некого на линија? Ало. Повелете, добар ден, ве слушам. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас, повелете. Добар ден. Се поздравувам, господин Исо. Јас би сакал да искоментирам дел од овие насилствата и така една работа. Тоа е во врска со палењето на тие 20 коли кај стакларника таму што се даде на телевизија, што се види на работа. Имено, некако господин Исо многу наивно ми се виде мене таа работа, заради тоа што тој палачот во секој случај треба да биде суден ако е фатен, ама не верувам дека ќе биде фатен. Значи, тој ги палеше колите, знаејќи дека ќе биде снимено од камери. Сигурно тој знаеше дека ќе биде снимено од камери. И сега што сакал тој да направи со тоа? Дали може би сакал да ги потврди изјавите на власта дека сме хибридно нападнати? Дали сакал може би да го потврди тоа, да, ево народе, гледајте како не напаѓа? Дали може би стана тоа се случи заради тоа што ето некои структури може би без да знае Мицкоски, премиерот и Кошковски, сака да му помогнат на некој начин на власта, преку тоа дека ето, во право е власта кога вели дека сме нападнати. Ова како го кажувам како една варијанта од што може да биде. Благодарам и пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Затоа е битно да се утврди одговорноста, да се најде сторител за што и да е. И да се побараат одговорите по тоа. Аха, да, дел од центри на моќ. Ајде да видиме, посочи кој. Еве ви, тогаш ќе биде ова што велат соопштенијата. Очигледно е сега. Не очигледно, туку докажливо. Или нешто друго. А што? Па тој бил во такво расположение. Како исто што ете. Посакувал, еве, посакуваат овие убиство на премиер, ете и тој посакувал. Може би, мислам да пали коли. Но повторно ќе се најде што е причината, здравствена состојба, пироман, потреба, лично некое недоразбирање, инструиран од центри на моќ. А вака, од една страна, може да се фати, не може да се фати. Па значи институциите потврлаат, не може да го фатат. А од друга страна, центри на моќ. Ајде да го фатиме па да каже дале центри на моќ. И тоа е тоа разделување меѓусебно потоа. Едни ќе тврдат дека се центри на моќ, други ќе тврдат не инструиране и така натаму. Трети ќе тврдат неспособни се институциите што не може да го фатат, четврти ќе тврдат намерно не го фаќаат. Но не е само тој случај, затоа е еден куп случаи кои немаат разврска. И ги отвараат сите тие можности. Повелете. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Добар ден.
Дали имаме некого, повелете. Добар ден, почитувани. Добар ден, повелете, да. Поздрав за телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па, како што напоменавме и во првиот дел, да, ќе се заострува реториката. Ете, дознавме дека сите што не се согласуваат со опозицијата биле чаци. Еве, гледаме и се препишуваат некакви српски светови. Веројатно тие што не гледаат македонски светови, гледаат бугарски светови, гледаат српски светови. Гледате, во семејното насилство се вмешува и тоа. Не знам каква врска има чаци со семејното насилство, меѓутоа гледате опозицијата и со тоа најде врска. Кога некој после ќе ја прозива таквата деструктивна опозиција, се наоѓаат изненаѓени, увреѓени. А самиот Стојанче објасни на сите медиуми. Вели, одиме да го гасиме пожарот на Вардариште, таман го гасиме кај Вардариште, веднаш се запалува Дрисла, одиме да ја гасиме Дрисла, после одма Шуто Ризари, депонијата се запалува, таман ја гасиме кај Шуто Ризари, Трубарево. И после власта е неспособна. Така? Значи, опозицијата е фина, невина, немаат своји луѓе во АНБ, немаат афинитети да ја урнисат македонската држава, па за да ни кажат странци да не раководеле. Па ете тие што ги урнисуваа македонските институции 7 години, што напикаат таму и Шута и Рогато, и сега Панче Тошковски треба да ги избрка. Па треба да ги избрка, и јас се согласувам наново да ги примам. Ама тоа да го направи овие истите што не нарекуваат чаци, одмак излезат на улица и ќе речат режим диктатура и ќе плачат до Брисел, до Вашингтон. Со такви луѓе се расправаме. Благодарам, почитувам. Благодарам, поздравувам, и клучниот момент е, имајќи предвид дека имаме сериозни состојби, дали во врска со насилството, дали и со безбедноста, општото чувство на сигурност веќе. Ова што го цитирате, парафразирате Стојанче Ангелов. Тука гасиме, таму се пали и слично. Ја наметнува необходноста од утврдување на причинителите, на мотивите и понесување на одговорност. Ова во ред, не знам, министер или кој да е оставка, но што со тоа? Тоа, евентуално затоа, потоа, но ако се средат работите, па ќе се види, може би да, може би не. Поентата е и што ако? Ќе се смени ли нешто? Ќе престанат ли да палат? Или, не знам, ќе се намали ли бројот на насилство? Во таа смисла, повторно велам, редоследот на нештата е. Еве, буквално, дословно, значи, пожари, неконтролирани пожари имаме. Треба да се угаснат, во таа смисла, буквално. Не можеме да менуваме први луѓе. Што ќе направиме со тоа? Пожарите горат, да се угаснат прво. Односно да се утврдат причинителите. И да се расчисти тогаш. Центри на моќ. Дајте со ове безбедност и така натаму да видиме како да се справуваме со нив. Инаку веќе не сотрат. Значи, во таа смисла справување со актуелната ситуација. А потоа, ете, дали, затоа и кажам, значи, таа поединечна одговорност и причина и институционална, не знам, Дрисла се запалила. Имало ли директор, имало ли обезбедување и така натаму. Поединечна одговорност, причинител, а потоа се оди институционална а особено на некој начин вонредни околности, какви што се овие. Затоа велам, поредот на нештата, некој, макар и политичка фигура, министер за внатрешни, е во суштина политичка фигура. И тоа е и проблематично во многу околности, затоа што токму тоа политичкото со извршното се испреплетуваат. Па е прашањето на влијанието на политиката во такви сфери. Како во АНБ, влијанието на политиката. А се политички фигури, назначување на директор на АНБ и слично. Не алудирам на ништо актуелно, туку воопшто како модел е проблематично. Но затоа велам, акутните работи да се решат, а потоа ова се прашања кои за тоа потоа ќе се решаваат и утврдуваат. Повелете.
Добар ден. Ако сум јас. Да, вие повелете, ве слушам. Имајте убав ден, меѓутоа да ви кажам, нон-стоп говори слободно, а никако не ме уклучуват. А каде, на кој телефонски број? На двете. На двете нон-стоп слободно и кога ќе дојдам и се исклучува. До крај. Добро ми кажавте, повторно ќе видам што е. Јас забележав, ете и предходно повикувам, гледач немаше. Да, Јас сум многу згрозена од ова што се случува. Не значи дека човекот е сега функционер, имаме многу функционери и дека тој е крив за све. Значи јас никого бранам, јас сум најголема критичар на сите. Меѓутоа, вако нешто да се дозволи, да се направи, ти можеш никого да не го сакаш и ние имаме еден куп што не го сакаме и луѓе што ги слушам тука што се јавуваат. Ако не сакаш некого, не гледа и исклучи не пре. Ова е нешто згрозно. Значи не може еден човек да биде крив за све. Зошто имаме толку министерства и функционери? Значи, дајте да ги укинеме сите функционери и све, и тогаш Мицковски е крив, нема кој друг да биде крив. Зошто се платени и зошто постојат тие места? Значи, таму и министерства. Значи, секој да си ја гледа својата работа. И плюс тоа, значи, дека е фактор човек. Значи, не може Мицковски да знае кој отишол таму да ја утепа оваја или не знам оваја, девојката ова. Значи, институциите единечно, каде се жалела, кои се тие таму, дај да видиме што не превзеле мерки, да дојде, не може министерот за внатрешни овако да биде крив. Значи, дајте да видиме како дошло до тоа. Или нека ги исклучат тие, нека ги исклучат тие институции. Сакаме независно судство. Значи, не може, Мицко сега, еве судиите, судството не е, непретходната власт е. Значи, не можам да сватам како може луѓето волку да обвинат и ги слушам многу млади луѓе и вчера и ово, ќе дојдеме оставка, овој оставка, оно. Значи, ова се случува веќе доваѓа Белград кај нас. Значи, се гледа дека... Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, повелете, да. Ви сакал само ведно да ве замолам. Направете си анализа од оваа година колку има угинато граѓани, што од сообраќајки, што од болест и што од несреќи. Па ќе видите со какви бројки располагаме. А ова само стои на едно правило. Бранко е крив. Добро, благодарам, повелете. Добар ден. Поздрав до предходниот, поздрав за следниот учесник. Повелете, добар ден. Дали имаме некого? Ало? Поздрав, се слушаме, добар ден. Вие сте. Добар ден. Повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака сега. На тој бугарофило да му кажам што ги плюка србите, ги брани бугарите стално, ќе му кажам генералната вистина. Сите насилства во бракот се случуваат ради погрешен избор на партнер. Значи, кој ќе земе овие убавици бе користољубиви, да се омажат за богат некоја шутрак, да кажеме неквалитетен маж, тогаш нормално ќе го изневерува или кој ќе сака да го остави или кој ќе пати од неверство, ќе добие семејно насилство. И така натака, сега да не ја ширам таа тема. Да се надовржам на пожарите. Пазите сега. Тие што влегува во собрание ги направила терористи, оние терористите од 2001 ги ставива министри, а сега овие што палат пожари секој ден не се терористи. Значи, катастрофа ни се случува. Ја не знам овој народ зашто спие. Треба да се разбуди, да се обедини. Да бара од надлежните тоа судство да се промени. Затоа што тоа судство е под команда на предавниците предходни од СДС и од ДУИ. Тоа е целата приказна. Значи, и секое палење пожар е тероризам. Што може да биде друго? Намерно палење пожар. Значи, сите со име, презиме, слика и долга затворска казна, ако каже кој го плаќа, да му се намали казната. И конфискација на имоти, на пари, да ја плати целата штета за пожарите што ги прави. Многу едноставно ако се сака. Но судиите, очигледно судат како во Србија за странските служби и за домашната опозиција непријатели кои што сакаат да ја растурат државата. Тоа е целата приказна. Дури се мешаат и во судството овие од надвор што се амбасадиве.
Тоа е целата. Благодарам ве, поздравувам и премиерот нешто во таа насока навести дека ќе се залага подметнувањето на пожари сериозно се казнува, односно се третира како акт на тероризам. И секако би требало да се направи една поделба, диверсификација во таа смисла кривично дело како кривично дело, но дали е подпалување на пожар во шума, секако наменски, велам, за тие, не е од небрежност. Или предизвикување во на стратешки објекти, како чин на тероризам. При што подеднакво, јас лично не гледам разлика дали е тоа депонија, или е, не знам, електрана некоја, хидроцентрала, термоцентрала или некаков објект друг. Сеедно, владина институција. Тоа е се под стратешки објект, односно тероризам, загрозување на државата, на поредокот и така натаму. И во таа смисла само покажува на необходност од дополнително дека пратениците и тоа како имаат работа. Да размислуваат само, не ова што не го донеле досега, ни за подписи сега за изборите, што оди со тој правен вакуум и уште еден куп работи. Туку да размислуваат да дадат предлози, а не само што не изгласале. Затоа што генерално само гласаат или не гласаат. Овие не гласаат, нема бадентер, овие блокираат или овие имаат мнозинство и си тераат свое. Туку да размислуваат да ги менуваат работите малку. Повелете, добар ден, на подобро. Добар ден. Повелете, дали се слушаме? Дали имаме некого? Повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Ало? Повелете, ве слушам, да, вие сте. Дали сум јас? Вие, повелете, да. Исо, пред све на темата се наврата, денеска во тек на емисијата, кога беше тек емисијата, беше спомнат директно тој новинар, колега Васос Битова, Томислав, како го вика со се име и презиме, со клевета, со една дека сум бил ја кандидиран од левица кандидат за градоначалник за Кичево. Јас јавно на вашата телевизија, на моите социјални мрежи, укажав дека во Кичево колку не се преви македонец за градоначалник, од македонскиот блок или од македонски за било која другите начин се албанците, ќе се пријават како самостоен, како независен кандидат. И тоа го сторив. А пред 2 месеца пред изборите токму го јас предлагав и апелирав да го предложат кандидатот кој денес сега предложен на моја иницијатива доктор Александар Јовановски, кој е предложен од ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН на трибината во Кичево не сакаше да предложи, како и сега само што не предложи македонец или било која друга партија да е освен албанскиот блок да не е, од сите албанци се предложени. Да биде предложен тој и пошто на митингот освари на трибината апелираше премиерот да гласаат и ги насочуваше неговите гласачи, онако неговите членови да гласаат за Блен, за градоначалник за Блен, за Лимани. Јас од тогаш видов дека овие две партии не се озбилни во Македонија, да само и ДПМН, од причина што ја реков ако не се преви други кандидати се пријавам јас. Тоа нека го чита Томислав и така тој читат по фејсбук и по таму социјални мрежи, од тука црпи знаење, нека прочита, нека не клевети, нека не вреđат, партиски не сум определен и тоа го сторив, токму го сторив и заради тоа се пријавив. И во крај на моја иницијатива на подвиг на крај беше предложен во задни моменти тој што го предложив ја да биде кандидат. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Живееме, Исо, ми се чини во чудно време. Јас, моето детство сум го поминала во село, каде што имало полно народ. И обично шуми имало, се нормално, оделе луѓето, пушеле. Не памтам, значи, основното образование го заврши во село. Не памтам јас да имало пожар да се подпалило, а сите луѓе имало кој да се движи. Сега овдека, што се случува во нашето време, просто да се чудам, значи, ако има казна и ако имаме закон соодветен,
треба најстрого да се казни, затоа што толку кратковиди луѓе, како може да направи пожар кога сите страдаме од тој пожар и тој лично, негови фамилии, роднини, пријатели. А јасно, тоа е екобомба, затоа ви кажам, стратешки објекти се и депониите. Државата прави зијан. Да. Не знам што да кажам. И ова наследство, еден вид и тоа, и пожарите наследство на државата, наследство на институциите. Да. Кој чар го има тоа, ако го направи тоа чудо? Нека ми е син, нека ми е брат, што сака нека ми е. Да се пронајде и да се казни, што е можно најстрого. Кај нас нема смртни казни. Украде порано го вара Енвер Хоџа, украде со лева рака, лева ќе му пресече. Кај нас нема такви закони. Не знам, може би има во некои држави. Кај нас нема таков закон. Ама многу ми е жал за државиче, место да си го сакаме, живееме, да се почитуваме меѓу себе, да не се навредуваме, овие вакви, оние такви, северџани вакви, онакви. Ние државата тоа име го има сега. Ние сме македонци, сите жители, граѓани на Северна Македонија. Тоа треба да си го сакаме името. Тоа е исто како некоја невеста, девојка, ќе се мажи, ќе го додаде презимето од сопругот, заради некој баланс, заради некој компромис да се направи. Што е тоа чудно ако сме Република Северна? Ви благодарам, ве поздравувам. Да, дефинитивно мора да се застане на пат, да се идентификуваат сторителите и да се казнат, но и токму таа законска регулатива треба добро да се разработи. Како што е, да речеме, со недозволени дроги и така натаму има поседување или за препродажба, во таа смисла и ако украл некој храна, дали украл за себе или украл за други цели, па олеснителни околности. А што некој запалил намерно? Кои се тоа олеснителни околности? Запалил за да јаде? Запалил за да што? Тука апсолутно, затоа велам и ова премиерот што вели директно, побудите се исклучиво на штета на сите, односно само терористички, уривање на државата. И не смеат да се случуваат, апсолутно. Ви благодарам за добрите разговори, идеи и размислувања кои ги споделивме заедно. Ви посакувам пријатно попладне. Довидување.